Темата на денешната пресконференција е презентирање на стратешките документи кои имаат основна цел континуиран пораст на стапката на рециклирање на отпадот. За таа цел на денешната пресконференција се присутни магистар Ана Карамфилова-Мазневска, раководител на секторот за управување со отпад при Управата за животна средина во Министерството за животна средина, и господин Грем Бирн од Северна Ирска, постојан твининг представник во Македонија. На почеток ќе дадам збор на госпоѓа Ана Карамфилова-Мазневска. Повелете. Благодарам на поканата, почитувани медиуми. Денес би сакале да проговориме малку околу два нови стратешки документи кои што се работат во моментов во Република Македонија и очекуваме дека едниот од нив е Националниот план за управување со отпад, всушност ревизија на претходниот постоечки Национален план за управување со отпад на Република Македонија, да биде донесен до крајот на оваа година, и еден нов документ кој досега Република Македонија го нема изготвено, а произлегува од европските директиви, па согласно со истото, бидејќи го хармонизираме националното законодавство со овие директиви кои што го регулираат управувањето со отпадот, произлегуваше и една обврска за подготовка на план за превенција од создавањето на отпад. Денес ќе проговориме токму за овој план, првиот план за превенција од создавањето на отпад на Република Македонија, кој што го подготвивме во рамките на еден твининг проект кој што е финансиран од Европската унија со помош на колеги од земји членки на Европската унија и нашите колеги во Министерството за животна средина. Меѓутоа самиот план ги детектира или укажува кои се сите засегнати страни и дека сите ние всушност имаме обврски согласно со овој план за превенција од создавањето на отпад или намалувањето или спречувањето на создавањето на отпадот, како што се институциите, односно централната власт, локалната власт, меѓутоа обврски имаат и невладините организации, и бизнес заедницата, и на крајот секако граѓаните. Доколку имате повеќе прашања, јас ви стојам на располагање, може би подетално да ви одговорам на прашањата. Околу новиот национален план за управување со отпад на Република Македонија, кој го подготвуваме во моментот, односно ревизија на постоечкиот, повеќе ќе ви говори мојот колега Грем Бирн. Тука на овој 2-годишен проект финансиран од Европската унија за создавање и за доуредување и за изготвување на ново законодавство во делот на управување со отпад. Името ми е Грем Бирн, доаѓам од Северна Ирска. Претходниот национален план за управување со отпад беше многу детален документ, а новиот национален план за управување со отпад е многу по-стратешки поради причините кои што сега ќе ви ги презентирам. Главната разлика помеѓу стариот и новиот национален план за управување со отпад е тоа што сега изготвуваме и регионални планови за управување со отпад, кои што детално ќе пропишат како националниве планови ќе функционираат, ќе бидат спроведени. И сега, Националниот план за управување со отпад ги дефинира и целите кои што Република Македонија ќе треба да ги исполни со определена временска динамика, согласно активностите на Македонија за приклучување кон Европската унија и приспособување на нашето законодавство кон она на Европската унија. Исто така се дефинира и комуникацијска стратегија, чија што цел е национално обезбедување на потребните информации во однос на реализација на динамиката од националниот план и исто така информирање на граѓаните за тоа што тие треба да направат со цел да се исполнат целите и задачите на националниот план. Со оглед на тоа што содржината на националниот план ви е веќе доставена, јас нема премногу додам во деталите на содржината на исти. Само сакам да кажам дека во новиот национален план има некои предлози, новини кои што ги немаше во старите. И најважниот би рекол дека е предлог за основање на Агенција за животна средина на Република Македонија, како и вклучувањето на дополнителните текови на отпад во системот на проширена одговорност на производителите. Што значи дека производителите на искористените возила, на искористените гуми и масла и на стариот текстил ќе имаат обврска и ќе бидат одговорни за отстранувањето и за рециклирањето на отпадните материјали кои ги создаваат. Тука се вклучени и елементи кои што се однесуваат на Националниот план за спречување на создавањето на отпад, така да во тој дел ви дал збор на Ана. Планот не предвидува онака обврски како што се облигаторни или пропишани, да речем, со некои правилници или закони, меѓутоа тоа се повеќе препораки.
Значи, во смисла владата ќе ги поддржи бизнес заедницата, производствените процеси со цел за фокусирање на тоа да се намали создавањето на отпадот од нивните дејности или ќе ги поддржи во искористување на создадениот отпад како секундарна суровина повторно во својот процес или ќе помогне или ќе поддржи отворање на зелени бизниси, зелена економија. Во таа насока ќе бидат препораките на планот и она што може да биде пропишано како регулатива од страна на регулаторот, односно владата и локалните самоуправи. Остатокот останува за бизнес заедницата како препорака да мора дека треба да водат сметка задолжително за она што го создаваат и она домаќинско работење на сите институции со цел што помалку создавање на отпад. Затоа што првата фаза во хиерархијата на управувањето со отпадот не е веќе рециклирањето, туку е спречувањето на создавањето на отпадот и не е веќе она пирамида од 3 дела, туку е 5. Значи имаме прво спречување, па потоа имаме реупотреба. Значи првенствено нели се фокусираме на она што помалку да создаваме и препораките се во насока на користете материјали кои што можат да се реупотребат, а не материјали кои што се за една употреба како пластичните чарши, пластични лажичиња, нижни салфетки, така натаму, туку користете материјали кои што пластичните кеси да се избегнуваат. Во тој дел веќе се размислува и да се пропишат поригорозни можеби мерки во однос на користењето, употребата на пластичните кеси од страна на граѓаните, да се воведат можеби повисока наплата за да се дестимулира користењето на пластичните кеси, а да се стимулира користењето на торби кои што можат да се користат за повеќе намени, повеќе кратна употреба. Во таа насока се пропишани некои препораки во овој план, секако тоа се однесува и на граѓаните. Опишани ни се и одржавме ние обука за невладиниот сектор, во која насока треба да ги развиваат своите активности како невладини организации кои што секако допираат до одредена структура на граѓани и на кој начин да им ги пренесат овие всушност пораки, меѓутоа и искуства практични како можеме да го постигнеме ова што сме си го зацртале. Значи, првенствено се фокусираме на намалувањето. Понатаму, овој дел го допира и она реупотребата, затоа што секако не можеме да избегнеме создавање на отпад. Она цел на создавање на нула отпад мораме да се ја поставиме како цел, но не значи дека е возможна во наредните 20-30 години, меѓутоа треба да се фокусираме на истата. Тоа е идејата. За да не се создава отпад, исто така треба да се фокусираме на реупотребата или да купуваме производи кои што подолго ќе траат или да се потрудиме производите кои ги купуваме и кои се расипале да прво да ги поправиме за да можеме и понатаму да ги користиме или да ги подариме некому кому му треба да може да ги користи, а не да се дадат да се отстранат како отпад.